Да си судија поротник значи дека треба да си мотивиран од повеќе работи. Тоа е значи од желбата за правичност во судскиот процес и законито одлучување. Ние како судии и поротници, мислам, имаме личен интегритет, внимателност, честност. Од тие работи, значи, се сум мотивирана и тргната да пристапам кон оваа професија сега. Да се биде судија поротник е исклучително голема како одговорност, така и чест, бидејќи заедно со професионалните судии правораздаваме. Да се биде судија поротник треба да се биде, најпрво треба да се сака правото, треба да се има почит кон правдата, треба да се биде објективен, непристрасен. Многу е важно да се слушат сите страни и да може да се расудува врз основа на фактите. Одговорноста, но и честа се многу големи да се биде судија поротник. Со оглед на фактот дека сум дипломиран правник со положен правосуден испит, ме мотивираше желбата да придонесам кон непристрасно и правично донесување на одлуки, со тоа што би сакала да стекнам и поголемо знаење и поголемо искуство во делот на професијата која што сум ја одбрала да ја работам, бидејќи во иднина сакам да станам и судија, да полагам на Академијата за судии и јавни обвинители. Заедно со нас судиите ги носиме одлуките. Нивниот глас е многу важен, нивното присуство е многу важно. На тој начин тие се уверуваат во транспарентноста и професионалноста на нашето работење, но и тие се гласот на граѓаните при носењето на нашите одлуки. Моето искуство е многу позитивно, бидејќи луѓето кога ќе видат од страна, мислат дека поротниците се само неми учесници во постапката, што и не е така, како што и претходно истакнав. Значи, тие имаат свое мислење, кое што можат да го истакнат при советувањето и гласањето. И кога се носи самата пресуда, значи судијата се консултира заедно со поротниците и се консултираат на соодветен записник, кој што може да има издвоено мислење од страна на поротникот, дали ќе се сложи со висината на казната и со неговата вина, односно дали е виновен или не. Секој судија, пред да пристапиме ние како судии и поротници, прво ќе не повикаат во канцеларија, ќе ни го прикажат предметот, што е например денеска предмет на судење, и потоа ги разгледуваме доказите, можеме внимателно да разгледаме, значи се тоа што не интересира, пред да влеземе во судница, да сме подготвени за тој ден и да можеме да соодветно да дадеме свој придонес. Јас ги повикувам сите граѓани кои што не наполниле 67 години, се полнолетни државјани на Република Македонија, имаат завршено средно образование, да се пријават на огласот, а судскиот совет верувам дека ќе ги избере најдобрите од пријавените. Нивното учество е многу важно, бидејќи нивниот глас придонесува при носење на одлука, односно нивниот глас е еднаков како и гласот на професионалните судии.